Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон, Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Денеска во Вашингтон започнуваат американско-македонските билатерални консултации за одбраната. Министерот за одбрана на Македонија Фатмир Бесими ја води македонската делегација, а како ќе имаме вести од настаните, ние ќе ве известуваме, следете на и на интернет. А сега да видиме што прави наслови овде во САД. Доколку изборите би биле одржани денеска, председателот Обама би го победил Мит Ромни за 7 поени. Ова го сугерира ново истражување на ABC, кое покажува дека председателската трка во моментов изгледа како борба меѓу две лица, актуелниот председател и републиканскиот кандидат Мит Ромни. Минатиот месец, според истиот извор, ова изгледаше како мртва трка меѓу двајцата. Ако се прашувате што се случува со Њут Гингрич, тој вчера соопшти дека неговата кампања е во долг од 4,5 милиони долари, но не се откажува од кандидатурата. За сега. Северна Кореја денеска соопшти дека ги завршила подготовките за лансирање на ракетата, што го осудува меѓународната заедница и дека тоа може да се очекува во четврток. Американската амбасадорка во Обединетите нации Сузан Рајс кажа дека лансирањето би било отворено кршење на резолуции на Советот за безбедност кои забрануваат Северна Кореја да лансира каков било вид на балистичко оружје. Очигледно, тврдењето на Северна Кореја дека се работи за ракета што ќе служи за следење на временските услови не минува како вистина кај загрижените страни. Американскиот и бразилскиот лидер потврдија дека меѓу нивните држави има силни економски врски, кревајќи ги можностите за поголеми американски инвестиции во Бразил, додека оваа земја се подготвува да биде домаќин на Светскиот куп 2014 и Олимписките игри во 2016. Председателот Барак Обама и председателката на Бразил Дилма Русеф се сретнаа во Белата куќа. Председателот Обама, кој го посети Бразил минатата година, кажа дека врските меѓу двете земји се посилни од секогаш. Русеф се согласи со констатацијата во обраќањето пред новинарите, а изразено во цифри се работи за 74 милиарди долари промет само минатата година. Контроверзното убиство на тинејџерот Трейвон Мартин на југот на САД од лице што патролирало низ населбата го сврте вниманието кон овие приватни лица кои го земаат законот во своји раце. Кои се овие групи луѓе и како функционира тој систем на бранење на соседството со доброволци од следниот прилог? Барути Јахи, долго години жител на Вашингтон и татко, знае дека безбедноста на неговото семејство не доаѓа сама по себе. Се будам во 4 наутро и гледам из прозорецот, зашто куќето лае. Гледам двајца млади како одат по мојата улица. Во 4 наутро тоа не е нормално. Јахи повикал полиција, ги фатиле лицата кои се обидувале да провалат во блиска куќа. Тој вели однесувањето им било сомнително. Тие се загледуваа во се, дзиркаа во колите. Just by preventing behaviors, we're eliminating crimes. Работа на Саманта Нолан е да препознае такво однесување. Таа ги обучува жителите на населбата на Јахи. За 10 години обучила околу 1000 луѓе во Вашингтон. Имаме израз, види, кажи. Ако видиш нешто, повикај 911 и кажи што гледаш. Нолан ја користи истата стратегија во незиното соседство. Сега луѓето јавуваат. 4 лица излегуваа од дом каде станарите беа на одмор. Некој се јави и ги фатија провалниците. Но не е секогаш толку едноставно. Џорџ Зимерман вели го убил 17 годишниот Трейвон Мартин во самоодбрана. Но он вели дека најдобар начин тоа да се избегне е да не се гони некој што е сомнителен. Оставете полицијата тоа да го стори. Барути Јахи се согласува. Отворете очи, но не истерувајте правда. Ја представувате заедницата, но на безбеден начин. НАСА, Американската агенција за Вселената, за следна мисија планира заминување на Марс со цел да направи најтежок тест досега за човечката издржливост надвор од гравитацијата на Земјата, атмосферата и геомагнетското поле. Недалеко од Вселенскиот центар на НАСА во Хјустон, Тексас, сега има нов институт што работи на истражување на здравствени прашања поврзани со вселенски летови на луѓе. Ве носиме таму.
That's on the schedule for the cruise. Откако луѓето започнаа да летаат во Вселената пред 50 години, научниците научија многу работи за ефектите на безтелесноста врз коските и мускулите, како и за опасноста од зголемена изложеност на радиација во Вселената. Но примарната мисија на непрофитниот Национален институт за вселенско биомедицинско истражување, лоциран во Универзитетот Рајс, е да работи на проекти дизајнирани да и помогнат на американската вселенска програма. Една од функциите на институтот е спонзорирање на предавања и конференции за аеровселенско медицинско истражување како ова, близу школата за медицина во Бейлор. Дженифер Ло е специјалист во областа и вели дека лекарите во оваа поле својата работа ја опишуваат како нормална психологија во ненормални услови. By studying the body in a different environment. Со проучување на телото во различна средина, ние всушност ги отстрануваме константите на гравитација и вие гледате како различни телесни системи се прилагодуваат на микрогравитацијата. Ло вели дека многу истражувања направени во Вселената помогнале да се развијат третмани за луѓето на Земјата кои страдаат од болести како остеопорозата. Но целта на НАСА да испрати луѓе милионски километри подалеку на Марс за повеќе од една година покренува многу здравствени прашања, особено заради радиацијата. Тука е и загриженоста од психолошки и социјални проблеми како резултат од живење на екипажот на мал простор. Еве како сумира Джефри Сатон, директор на институтот. What we're trying to do is to push the frontiers. Се обидуваме да ги прошириме границите на медицината на Вселената, што ќе не донесе до следниот чекор, а тоа сигурно не е безопасно, носи многу ризици. Но Сатон вели дека вреди, зашто иднината на човештвото може да зависи од безбедно патување надвор од нашата родна планета. Од иднината и Вселената утре правиме излет назад во времето, кога стаклото се правело со дување. Но нема да копаме по историски книги, зашто оваа вештина се повеќе станува барана уметност. Утре во Newsflash, магијата на дувањето стакло, еднаш видено не се заборава и секогаш фасцинира. И тоа е се за денеска. Ве чекаме овде и утре, а во меѓувреме појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com или побарајте не на Facebook. Јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик од Вашингтон. Пријатна вечер.